Пред овие очи веќе се наоѓа тој прв сериозен дел од животот. Секој од нив веќе како да го прифаќа моментот на сериозноста. Сите тие веќе започнуваат да ги имитираат постапките на возрастните, најмногу на своите родители. Исто онака како што сите ние веќе сме го правеле тоа. Така тие навлегуваат во животот, иако го чинат низ игра и учење. Еве го тој сериозен животен момент. Сега веќе овие млади луѓе се наполно свесни за моментот од животот пред кого се наоѓаат. Тој е тежок. Тие тоа го знаат. Така велат и возрастните. Да, но нивните очи се широко отворени. Тие го чекаат предизвикот. Таква е младешката енергија. А кога таа е таква, со широко отворени очи, дилеми нема. Постои костец, младешката човечка енергија наспроти животната мака, тешкотијата. Победникот од него се знае, правилно насочената енергија. Токму таа младешката, човечката. Затоа насоката значи живот. Во најголем дел, така како што младиот човек ќе биде насочен за време на своето образование, така потоа и ќе го започне својот работен век. Во овој момент, во најголемиот број случаи, каков ќе биде тој почеток зависи од многу околности. Што се однесува до изборот на професијата, најчесто тој е случаен. Се знае каква е и последицата од таквите случајности. Зборуваме дека во заедниците за вработување се наоѓаат суфицитарни кадри. Има и дефицитарни. Најчесто кога зборуваме за невработеноста, за пример го земаме Скопје. Сигурно, тоа е најголемиот град во Републикава и најмногу зборува за состојбата во неа. Сепак, овој пат да слушнеме што велат во Битола. Другар Матевски, каква е состојбата со вработеноста, односно невработеноста во вашава општина, во Битола? Во општинската заедница за вработување во овој момент се најдуваат околу 10.000 невработени од разни занимања. Од високостручните кадри најпоќе во заедницата се регистрирани лица со завршен правни факултет. Моментално околу 70-80 лица има, а уште толку се опфатени во акцијата за запослување на приправниците. Што се однесува до лица што има завршено економски факултет, нивното прашање ќе биде со акцијата за запослување на приправници ќе биде решено. Од средните стручни кадри најповеќе се најдуваат лица што има завршено гимназија и економско училиште. Такви лица во заедницата се регистрирани во овој момент околу 1200. Со оваа ваша акција за приправниците, колку вкупно ќе бидат вработени? Со акцијата за вработување на приправници, вкупно ќе бидат вработени околу 400 лица. Сега, во овој момент, кои најмногу ви пристигнуваат како кадри, кои што вие, како што ги наречувате, се суфицитарни? Најповеќе се лица што има завршено гимназија и економско училиште. А од овие другите лица, од занимањата, најголем проблем представува лицата што има завршено средно насочено образование и тоа лица што има завршено автомеханичарска струка. Од сите преквалификации што ги вршиме во заводот, првенствено се вршат од лицата од оваа струка. Бројките што ги слушнавме не се исти како во Скопје, но состојбата, односот на невработените наспроти кадрите кои се бараат во целава Република е еднаков. Сигурно дека тие млади луѓе, ако за време на своето воспитување и образование биле правилно насочени, состојбата со вишокот на кадрите и оние што ги бараат работните организации, ако и ги нема во заедниците, би била барем во многу поблага форма.
Во работните организации во последно време се осеќа еден голем недостиг на кадри од градежната струка. Тоа се занимањата зидари, тесари, армирачи и градежни машинисти. Работните организации, оскудевајќи од овој кадар, се обратија до заедницата за вработување за образување на две паралелки за градежни работници. Овие лица беа избрани од безработните аутомеханичари, бидејќи се сметаше дека аутомеханичарскиот занет е најсроден на градежните машинисти. Како се викате? Се викам Неделковски Стоимир. Што работите овдека во Пелистер? Работам во Пелистер како квалификуван ракувач на градежни машини од 12.8.80 година. Дали за тоа учевте школа? Затоа претходно имав завршено средно стручно училиште за занимање аутомеханичар. Меѓутоа со тоа училиште не може да се запослам бидејќи имаше доста тој профил тука и после неколку години чекање се јавив на еден конкурс објавен во заедницата за вработување за преквалификација од аутомеханичари како раковачи на градежни машини. После известно време добивме ни јавија од заедницата за вработување дека треба да се изврши тестирање за истото занимање. Бевме на тестирањето и тоа беше успешно и после почнавме со изучувањето. Тука траеше негде околу 6 месеци. Тука во Битола? Да, во Битола, во заедницата за вработување, тоа беше организирано. Стапивме во контакт со градежно-машинскиот центар Чедо Филиповски од Скопје. Дојдовме на идеја во соработка со заедницата за вработување во Битола да извршиме преквалификација за ракувачи на градежни машини. Образувавме едно 6-месечен курс, така да оние предмети фактички ние извршиме преквалификација на тој кадар, така што оние предмети што се сродни или идентични му се признават, додека диференцијата ја полагат и потоа сите тие 66, 63 така нешто ги зема градежна оператива РЕК Битола и останалите градежни предпријатија од Здружениот труд. Преку овој центар се спроведе завршниот испит и лицата што го положија испито и се здобија со дипломата градежен машинист, беа еден дел од ними беа запослени во градежните организации во Битола, за кои имавме претходни договори за вработување. Нешто имаме направено и со заедницата за вработување, односно машинскиот центар во Скопје. Со нив минатата година имавме заклучено договор за преквалификација на одредени кадри, во главном за градежни машинисти. Такви минатата година се вработија околу 8 работника. Еден најголем дел од овие градежни машинисти беа наменати за рударскиот комбинат во Битола, околу 36 души. Останатите градежни машинисти беа запослени во водостопанското предпријатие во Битола, Водовод и бањи, Македонија пат, комуналното предпријатие 4 ноември од Битола, градежното предпријатие Пелистер од Битола, градежното предпријатие Маврово, Гранит и во некои други предпријатија. После тоа имавме неизвестна пауза и се запосливме тука. Колку време чекавте овдека кога се вративте од Скопје? Тука чекав и јас завршивме негде во крајот на мај, веќе во август се запослив. А пред да почнете со преквалификација ви кажаа дека ќе бидете вработени, нели? Ни кажа дека ќе бидеме вработени, меѓутоа некои успеавме побрзо се запосливме, некои причека подолго време, али што е важно сите се запосливме.
ваквите случаи, иако станува збор за преквалификување на кадри, кои еднаш веќе се квалификувале за друга професија, работата е изводлива, не е многу тешка и не чини кој знае колку. А дали воопшто би можеле да замислиме, например, еден завршен студент со правен факултет да треба да се преквалификува во рударско-металуршки инженер? Да, сосем неизводливо. Затоа темата насочено образование е се почеста во нашево секојдневие. Што бараме ние од насоченото образование? Какво сакаме да биде тоа? Кои се неговите основни компоненти и дали се знае како ќе бидат решени? Еве, за тие неколку прашања од насоченото образование ќе разговараме со некои од луѓето во Републикава кои се секојдневно преокупирани со нив. Во последно време за тоа, за квантитетот на образованието на високите кадри станува збор. Дали се потребни волку колку сега се образуваат студенти и граѓани или пак повеќе или помалку? Во рамките на сите овие зборувања, какви се размислувањата на двата универзитета, се разбира преку Асоциацијата на заедницата? Да. Ја можам да кажам дека тука се студираме и не само нашите два македонски универзитета, тука студираме со еден проблем кој можеби не е само ни југословенски. Проблем е воопште што значи високото образование за едниот развиток на заедницата каква се повеќе станува присутна во тие образовни процеси, заедницата на луѓе, воопште општеството, нели? Од една страна имаме ситуација која неминовно оди кон тоа да се прекине процесот на аристократизација на високото школство, али од друга страна имаме и еден друг систем кој не до крај оформи еден систем на селекција низ образованието. Тој е несигурен систем на селекција оди кон тоа да имаме полна либерализација и притисок на високото образование. И сега имаме тука тие две крајности. Ние сакаме првата да ја негираме, аристократизацијата, али сакаме од друга страна и да бидеме и историски одговорни колку фактички можеме да носиме како високо образование, али колку тоа носење е соодветно на приближно согледаните потреби на здружениот труд, односно на производството и на општествените служби. Тука барање на тоа средно решение во функцијата на високото школство е оно што ни предстои да го поодредено изнаоѓаме во идниот развиток на високото школство и кај нас и во нашава република, делумно респектирајќи ги специфичностите и на историското наследство на оваа република, а делумно и оно што не вклопува како еден во целиот тој општо образован систем на нашата поширока заедница. Од каде вие и на кој начин ќе знаете колку и од кои профили кадри се потребни да се образуваат во ова насочено образование? А вие ми поставувате едно наистина многу сериозно прашање, многу обемно и компликовано прашање. Веќе подолго време во Републиката се зборува за несоодветноста на кадрите што излегуваат од образовниот систем според потребите на здружениот труд. И тоа е наистина така, ако се појде од бројот на вработените, профилите што образованието му ги дава на стопанството. Така да, фактички, некои конкретни определби кои што се израз на потребите на здружениот труд немаме. Мислам, тоа е еден наистина сложен проблем. И чинам интересот и на организациите на здружен труд од материјалното производство да имаат соодветни кадри што ќе ги вклучат во процесот на производството, а исто така интересот на организациите на здружен труд од насоченото образование да образуваат кадри кои што ќе можат лесно да бидат вклучени во процесот на производството. И мислам дека не треба да се очекува само самоуправните интересни заедници да дадат одговор или да го решат ова прашање поради сложеноста негова. Туку треба наистина сите
заеднички да вложуваме напори во решавање на ова мощно важно прашање. И според мене, мислам, две работи се необходни. Првата, секоја организација на здружен труд од материјалното производство и од насоченото образование мора да има, впрочем, законот упатува на тоа, долгорочен план за развој, помеѓу другото, и план за потребите на кадри во еден подолг период. Например, 10 години. 5 или 10 години. Да. Зашто ефектите на образованието се не Токму се во тој веднаш. период, да. Нели, тие доаѓаат по 2, по 5 и така натака години. И втората работа, мислам да општеството треба да го реши општествено-економскиот статут на оние луѓе што завршиле училиште за занимање. А познато е дека тука веќе се работи за недоследна примена на принципот наградување според вложен труд и ефектите. А решавањето на ова прашање ќе нам многу ќе олесни работата во насочувањето на запишувањето на учениците во сакани занимања и струки. Односно несакани. Да. Другар Смилевски, новиот концепт за насоченото средно образование веќе излезе, веќе е на јавна дискусија. Кои се неговите основни компоненти, најважните, така да се рече, кои го сочинуваат како целина? Од оно што е вредно во досегашниот систем е остварениот стандард на заеднички воспитно-образовни основи во постојниот подготвителен период и натаму е задржан со тоа што е усовршен со воведување на работно и политехничко воспитување и образование преку посебен предмет производно-техничко образование и засилено е нешто марксистичкото и самоправното образование и воспитување. Меѓутоа, оно што беше недостаток на постојниот систем на мал број на степени и несоодветност на интересите на субјектите и на здружениот труд се надминува со новиот концепт, бидејќи се нудат 5 степени само во насоченото средно образование, од вкупно 8 за целото насочено средно образование. На тој начин, степеностиот систем на насочено образование овозможува сите потреби на здружениот труд по степени од различна сложеност, што досега не беше случај, да може да се обезбедуваат преку единствен верифициран воспитно-образовен систем, а истовремено во рамките на тие потреби на здружениот труд и пошироко на општеството во целост да се задоволат сите интереси на субјектите, на учениците, сепак и тука во зависност од нивните способности. Во секое време ученикот може да се оспособи за определен степен, да се вклучи во здружениот труд и натаму после може здружениот труд да продолжи на повисоките степени на образованието. Од наредната школска година треба да започне да се применува. Токму тој континуитет на постојниот и новиот, дека не е тоа некоја револуционерна промена, некоја радикална промена, ами е само усовршување во позитивна смисла, веќе одредени решенија на новиот систем уште ова учебна година се реализираат, а тоа е оспособување за прв и втор степен за одделни занимања потреби на здружениот труд. Меѓутоа, она што е за најголемиот дел од генерацијата, а тоа е вклучување во заедничките основи кои што траат околу 2 години, и потоа оспособување за трети и четврт степен, почнува од учебната 82-83 година со први клас, а тоа значи дека во трети и четврт степен се вклучат кандидатите во учебната 84-85 година, а веќе наредната учебна година првата генерација ученици ќе се вклучи во повисоките степени на насоченото средно образование, односно сегашното висше образование, зашто секако ќе треба и соодветни измени во тој дел од системот да се извршат. Со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со резолуцијата на 10-тиот Конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија за социјалистичката самоуправна преобразба на образованието и воспитувањето, со Законот за здружен труд и со Законот за средното насочено образование се утврдени општествено-економските, идејните и законските основи за самоуправната трансформација на оваа општествено значајна дејност. Во суштина, тоа значи дека средното насочено образование треба да се поврзе со здружениот труд и врз принципите на слободната размена на трудот да се доведе во поцелосна функција на неговиот развој.
Во своето досегашно трансформирање, насоченото образование во Скопје оствари значајни резултати. Структурата на мрежата, во која 70% се училишта за струки и занимања, најдобро го потврдува тоа. Од нив денес и поаѓаме во неговата натамошна преобразба, да создадеме поразвиени образовни центри, кои ќе бидат во состојба пофлексибилно, побрзо и поефикасно да одговорат на современите кадровски потреби на здружениот труд. Тоа всушност значи остварување на поцелосна самоуправна интеграција на насоченото образование со работните организации пред се во материјалното производство и мислам дека тоа е битна претпоставка образованието да се свати и прифати како производна сила. Според законот, средното насочено образование се остварува во две фази. Подготвителна, во која се реализираат заедничките воспитно-образовни основи, и завршна за насочениот стручен дел. Завршната фаза ја чинат наставни програми и образовни форми, кои во зависност од потребите на производниот труд, постојано ќе се усовршуваат и ќе обезбедуваат образование за непосредно вклучување во работа и за продолжување на школувањето во универзитетските центри. Професоре, на кој начин високото школство се вклопува во насоченото образование? Вклопувањето на високото школство во насоченото образование има многу своји компоненти, ако сакате има и свој историјат има. По ослободувањето ние фактички во Македонија имавме нумерус клаус. После помине една фаза, тоа отприлike се сопаѓа и со разни разбирања за системот како целина, имавме еден либерален систем на примање на генерацијата на универзитет, кој после ни се покажа дека фактички не одговара и не е у крајна линија во сообразност со нормалните текови на развитокот на општеството, како тако, согледување на потребите на развитокот на заедницата. Последниве години, може се рече едно 6 до 7 години, веќе ова тематика која вас посебно ве интересира, почнавме со насочување. Меѓутоа насочувањето, како што практиката ни покажува, има многу своји сложени составки, многу своји сложени аспекти. Насочувањето на одреден начин прво нормално би требало да се поврзува со претходното насочување во средната школа, не? Али од друга страна насочувањето во себе носи и одредени неконцизности, неопределености, особено затоа што истражувањето на нужните насоки во насочувањето не се докрај или тешко се докрај истражуваат прецизно врз една научно-системска основа. Тука мораме да признаеме, не сме изградиле еден цел систем на сигурни показатели кои би ни покажале колку насочувањето треба да биде соодветно на потребите, али истовремено и да покажува еден посигурен стандард на идниот развиток на потребите на заедницата, идниот развиток на заедницата, како во стопанството, така и во општествените служби. Другар Апостолски, кои се основните карактеристики на финансирањето на насоченото образование сега во овој момент? Од 1974 година обезбедувањето на средства за насоченото образование има две карактеристики. Едната карактеристика произлегува од поврзаноста на насоченото образование со доходот на организациите на здружен труд од материјалното производство. И таа карактеристика наоѓа свој израз во стапките на придонеси што ги утврдуваат собранијата на самоуправните интересни заедници. И втората карактеристика тоа е што образованието
врз основа на утврдената политика, има свој третман и однос во резолуциите за општествено-економскиот развој на Републиката. Тоа пак наоѓа свој израз во општествените договори за утврдување на општата и заедничката потрошувачка, што секоја година се донесуваат и во кој се алиментирани средствата и за насоченото образование. Таков начин на обезбедување на средства сигурно е временски ограничен и днината ќе се бара во непосредно договарање на организациите на Сдружен труд од насоченото образование со организациите на Сдружен труд од материјалното производство. Впрочем, на тоа мощно и енергично упатува не само препораката на Собранието на СРМ за натамошното напредување на самоуправното интересно организирање, туку и Законот за средното образование, според кој стапките на придонеси се укинуваат и организациите од насоченото образование се упатуваат на договори со организациите на Сдружен труд за обезбедување на средства за собствената дејност. Имате ли некаков конкретен чекор што ќе го превземете за да се извршат овие измени? Според законот, оваа 81 година требаше да имаме нов однос во обезбедувањето на средства по пат на договори. Посебни тешкоти ние имавме при изготвувањето на планот за среднорочниот развој на образованието за периодот 81-85 година. Меѓу другото, доставивме самоуправна спогодба за основите на планот до околу 4200 организации на Сдружен труд во целата Република. Според таа самоуправна спогодба, намерата ни беше да го измениме начинот на обезбедувањето на средства, односно по пат на договор, организациите на Сдружен труд да ги утврдат апсолутните износи на средства што ќе ги обезбедуваа за дејноста на насоченото образование. Ето, морам да ви кажам дека самоуправната спогодба за основите на планот несоодветно беше прифатена од организациите на Сдружен труд во Републиката, зашто според податоците што ги имаме во заедницата, некаде околу 15% од организациите ја прифатија, односно известија дека ја прифаќаат самоуправната спогодба за основите на планот, а со тоа значи ја превземаат обврската за обезбедување на средства за насоченото образование по пат на договор. Така да поголемиот број од организациите изгледа не ја разгледале, односно не сме ние известени дека ја прифатиле самоуправната спогодба за основите на планот. И токму заради таква состојба со прифаќањето на оваа самоуправна спогодба, мораше Собранието на Социјалистичка република Македонија да ги утврди обврските со посебна одлука на организациите на Сдружен труд за насоченото образование. Во сегашни, да, повелете. Мислам дека перспективата на обезбедувањето на средства за насоченото образование, односно за дејноста на организациите од насоченото образование, че токму таква по пат на непосредно договарање да се утврдуваат взаемно обврските и кај организациите од насоченото образование и кај организациите од материјалното производство. Вие сте тоа непосредно материјално производство кое откаде што доаѓаат парите за финансирање. Според вас, како би било најдобро да се финансира за да може работата да тече така како што само може да посака производството? Видите, во овој момент ми само треба да го одбериме пократкиот пат до кој можеме да дојдеме до овие толку очекувани стручни кадри. За високостручните кадри, мислам, овој пат кој го спомнав преку стипендирањето, тој е јасно прецизиран и ми само друг пат не можеме и да одбериме. А за преквалификацијата на квалификованите и висококвалификованите машинисти, ми само најдобро и најбрзо може да се дојди со непосреден контакт со заедницата за вработување и центарот за машинскиот центар, мислам, во Скопје, кој е верифициран, мислам, за овој вид на работи. Дали во тие размислувања
влегува и издвојувањето на стапката за школување, за образование и култура која што издвојувате сега, и што мислите каква би требала да биде нејзината судбина понатаму, да остане или пак и за... Мислам, оти позаинтересирани ќе бидат центрите, доколку ние, како работни организации, целосно ги финансираме поотделно трошоците кои би се направиле токму околу доквалификацијата, односно преквалификацијата на тие работници. А за целокупното школување? Не станува збор за целокупно школување. Моментално во Заводот за вработување се најдуваат одредени кадри кои завршиле одредено образование. Конкретно има во Заводот за вработување кадри од машинска струка. Тие кадри не се тесно специализирани за градежни машинисти. Со едно до специализација, веројатно од курс од 5-6 месеци, тие можат да се произведат во градежни машинисти, да најдат одма вработување во стопанството, конкретно во градежните организации. Какво е вашето мислење, се разбира зависно од она што вие досега го имате како искуство, кое е подобро финансирање, директно кога е со материјалното производство или пак овака како што е сега со стапката за што се одделува стапката за Видите, тоа е малку и дискутабилно, затоа што центарот од своето формирање беше еден дел после завршување на проектот, он фактички сам се финансираше. Ние имавме успоставено доста добри контакти со Сдружениот труд, али тоа не е едноставна, али сепак тоа е макотрпна работа. Да успоставиш контакт со Сдружениот труд, правен треба да си актер, да ја следиш целата производствена ситуација, технологијата, техника и тек тогаш да ги откриеш профилите кои што му се потребни на Сдружениот труд. Практично активен партнер со Сдружениот труд, на тој начин. Затоа што рецимо Сдружениот труд финансира за оние профили кои што му се нему фактички потребни. И затоа Граѓано-машинскиот центар, благодарејќи на она 15 годишна соработка со Сдружениот труд, сега веќе ни е нас полесно, затоа што ние порано го гоневме Сдружениот труд, сега дојдовме во ситуација да рецимо еден дел и Сдружениот труд не гоне нас. Бидејќи према потребите, како што реков и према растежот на технологијата, техниката, веќе Сдружениот труд има потреба од разни профили и мора без образуван кадар, онда не можеме да имаме и добро производство. Градежно-машинскиот центар 50% средствата ги добива од заедница за височено образование, додека 50% рецимо ги добива во соработка со Сдружениот труд преку самоуправно спогодување. Еве конкретно сега рецимо во овој момент баш доаѓам со заедницата на град Скопје потпишеме договор за потребите на Маврово Монт, Градежно-машинскиот центар треба да образува 30 армирачи. После завршувањето му се дава, бидејќи сега во степени, му се дава прв степен и после завршувањето веќе директно се вклучуваат, тоест Маврово Монт ги зима како нивни будучи работници. Вие имате некои измени во однос на досегашното запишување на студентите за нареднава година? Ние после долги дискусии во врска со насочувањето или со вклопувањето на двата универзитета во тој процес на насочување, ние веќе, иако опирајќи се на не баш сигурни показатели, почнавме некои работи да менуваме. Така, пред се, бидејќи се работи конкретно за планирање како тако, планирање на кадровата политика уопште, има два момента кои се јако важни во однос на тоа планирање. Тоа е, прво, обимот на опфатеност на генерацијата и второ, секторското распределување на генерацијата, што практично значи насочување. Оваа година, после прилично долги разговори на ниво на двата универзитета, преку заедницата на Универзитетот на Македонија, ние дојдовме до заклучок, прво, дека треба да се направи еден заокрет во оваа смисла. Заокрет кој би одел кон тоа да појасно дојдат до израз потребите во областа на апликативните науки, техничките и другите науки, а самиот притисок на општествените науки да биде по-лабав, односно да одиме кон една корекција во однос на присутноста на генерацијата во областа на општествените науки.
Во оваа смисла, по нашиот предлог, по кој треба да решава сега заедницата на образование на Македонија, одиме кон тоа да се во однос на ланската година таа цифра намали на штета на општествените науки за отприлike околу 1500 кандидата. Поточно, попрецизно, поодделно на кои факултети, по колку студенти ќе има? Ево отприлike како ние предлагаме во новиот конкурс на математичко-технички науки, оваа година би требало да бидат примени 3210 кандидата, во областта на општествените науки 4240 кандидата, во областта на медицинските науки 480 кандидата, тука некој скратување направивме по барање, не знам колку е тоа оправдано, али по барање на соответните факултети. На биотехнички науки 860 кандидата и високообразовните организации во областта на уметноста 120 кандидата, или се на се 8910 кандидати. Со самиот факт дека станува збор за бројки, тие се прецизни. Меѓутоа, дали доаѓаат од прецизни податоци за потребите од високо образовани кадри? Да, тоа имате право, тоа е она што и ја во почетокот го реков, а тоа е што нас ни во идниот период престои сериозно контактирање со Сдружениот труд, како во областта на производството, така во областта и на овие други општествени дејности, и ние ќе мораме да бидеме јако подецидни во искажувањето или поточно во предвидувањето на перспективните потреби на тие два глобални сектори од општественото живење на нашата заедница. Ова се повеќе цифри кои ни укажуваат на база на индикатори кои се парцијални, несигурни, али кои ги респектиравме во однос на она што досега како евидентно ни се покажа дека не може во идниот развиток на заедницата понатаму да држи. Како знаете вие колку кадри му се потребни на градежништвото во Македонија? Бидејќи поставеноста на центарот е таква што ние перманентно ја пратиме работата на целата градежна оператива во СР Македонија. И веќе ние претходно знаеме што кадар му се потребни на градежна оператива, бидејќи нашата соработка е на многу солидна вака висина и ми се чини дека и оние профили кои што веќе ги барат, ние стално сме во контакт со градежна оператива. Тренутно, речемо, со градежна оператива, према нашите исследувања и према дискусиите со кадровските политики од страна на организацијата на Сдружениот труд, имаме најголема потреба од зидари, тесари, армирачи, а посебен акцент му даваме на градежната механизација, затоа што центарот, средствата што ги добива од страна на Обединетите нации, он е прилично добро опремен во тој поглед и мене ми се чини дека и механизацијата што ние, тоест кадрите од механизацијата ги образуваме, тие фактички и директно се вклучуваат во градежна оператива, како непосредни производители. На кој начин вие контактирате со заедниците за вработување во Македонија? Исто така, освен што со градежната оператива, ние исто така имаме големи контакти со заедниците вработување, работничките универзитети и така натаму. Со заедниците контактираме на тој начин што од редовите на невработените, према потребите на Сдружениот труд, образуваме онаков профил на кадрови, кои што, речемо, после завршувањето на нашето школување, тоа е што го образува центарот, а тоа е фактички расподелено из цела Македонија, после тоа ние склучуваме со заедниците за вработување, после завршувањето на тие курси кои траат од 6 до 1 година, после завршувањето нивно, директно се уклучуваат во Сдружениот труд. Што значи дека ниеден кандидат што завршува во градежно-машинскиот центар не останал до ден денеска не вработен. А тоа е фактички интенцијата и на сите резолуциски материјали и седниците на ЦК и така натаму. Дали вие, например, би можеле да кажете за наредните 10 години колку кадри и од кои профили ќе ви бидат потребни? Обезбедувањето на поготово стручните кадри во градежништвото представува еден поголем проблем, поготово на ова подрачје за Битола зборувам. Од тој аспект, самоуправните органи на нашата работна организација и општествено-политичките структури имат изготвено целосен план како би можеле навреме да ги добиеме оние кадри кои рачунаме во наредниот период дека ќе ни бидат потребни. Во овој дел треба да напоменам дека работната организација Пелистер планираме во
наредните 10 години да брои отприлика околу 1000 вработени, што значи во тој период би се вработале околу 50 градежни или архитектонски инженери, 50 градежни техничари, околу 400 квалификовани работници, околу 50 квалификовани машинисти и така натаму. Тоа се вкупно 550, бидејќи сега. Сега работната организација брои околу 450. Мислите ли дека до почетокот на наредното, до почетокот на насоченото образование со од овој концепт што ќе произлезе, дека ќе стасате да ги направите сите потребни подготовки за да може да започне на време? Веројатно дека во тој поглед ќе се направат сите подготовки со оглед на тоа што програмите за заедничките воспитно-образовни основи кои што ќе стартираат, ќе бидат во примена од 82-83 учебна година, веќе се донесени во декември 80-та година. Тоа значи нешто повеќе од една година како тие веќе се вршат подготовки и ќе се вршат, бидејќи се донесени тие програми, распишани конкурси за учебници, најголемиот број конкурси од нив, барем по првите информации, ќе бидат успешни и до крајот на 82 година останува сега само да се отпечатат учебниците, некои интервенции таму ако има неуспешни конкурси да се подготват учебници и во тој поглед ќе почнат подготовките. Исто така и подготовката на наставниот кадар за сите нови програми, таму кај што се поголеми измените, поголеми подготовки, кај што се помали, ќе се реализираат во текот на оваа година, за да може учебната 82-83 да се стартира. Еден момент што може би вреди да се истакне, за кои што требаат поголеми напори, тоа е едно поголемо општествено ангажирање за обезбедување кадар по овие, што спомнав, релативно нови подрачја. Тоа е за производно-техничко образование, за кои што треба мощен голем број кадар, кој што досе не се оспособувал, и за зголемениот број на часови во прва година по марксизам и самоуправување. На тој начин, барем оние основни подготовки ќе бидат извршени, секако и ќе биде потребно за поголема успешност на тие зафати и одредени материјални вложувања од страна на заедницата, за да може секаде да се обезбедат подеднакви услови за учење и образование на целокупната генерација. Времето што ни престои до воведувањето на заедничките воспитно-образовни основи, како и до почетокот на завршната фаза на средното насочено образование, а таа се очекува да започне во учебната 84-85 година, е релативно кусо за извршување на сите нужни подготовки, заради што е неопходно тоа да се исполни со организирани и координирани активности кои ќе обезбедат успешна реализација на оваа сложена и одговорна задача. За оваа цел во градот и во општините се формирани тела за координација. Согледувајќи ја сета сложеност и обемност на ангажирањата што треба да уследат, Координациониот одбор на градот донесе програма на своји активности. Со неа се предвидува концептот, односно нацртот на концептот за новата самоуправна организација на средното насочено образование, а кој се подготвува во соработка со образовните институции, со организациите на здружен труд во стопанството, со гранските заедници и во општините во градот, да се донесе, односно низ јавна расправа, се донесе и усвои до крајот на оваа година, а неговата практична реализација да започне и да се остварува во текот на 1982 година. Творечкото ангажирање на сите општествени самоуправни субјекти секако ќе придонесе за ефикасно завршување на активностите во предвидените рокови. Меѓутоа, битката за остварување на суштината на реформата ќе продолжи. Таа ќе биде долгорочна и ќе бара перманентно и трајно ангажирање, зашто патот до новото самоуправно училиште не е лесен ни едноставен. Кај постојниот наставен кадар, на одреден начин постои стравување, можеби дека некој од нив ќе остане без работа, дека нема да има доволна работа за сите. Дали и за вакво размислување и постои оправданост? Не постои оправданост дека некој ќе остане без работа. До сега неколку пати се вршени такви по-радикални системски измени со промена на пропорциите на односите во фондот на часовите,
па за некои предмети се бараат нови наставници, некои останува со помал фонд часови. И сега такви појави ќе се случат. Меѓутоа, ангажирањето на општеството ќе биде тие да се ориентираат пред се преку зголемување на опфатот на генерацијата за проширениот обем на работата, а и вклучувањето на секој од наставниците кои што е близо до некој друг предмет во насоченото образование ќе биде еден од начините на решавање на тој така условно речено технолошки вишок. Меѓутоа, земено во целина на ниво на република, скоро да не ќе се јави технолошки вишок по сите дисциплини. Меѓутоа, ситуацијата што во многу средини сега заедничките основи ќе овозможат да останат учениците тука, кои што оделе во други места на школување, во одредени средини, пред се во поголемите можеби, ќе се јави одреден поголем вишок на кадри за општообразовните предмети, што од друга страна многу полесно се решава тој проблем во поголемите места со нивно ангажирање, било во самиот училишен центар, новата организација која што исто така е придружен дел на овие зафати, било во ангажирање на во други организации соодветно на нивните квалификации и способности. Еве, од 70-та година што беше зафатот, никој од наставниците кои што остана со помал фонд часови не остана без работа. Не само морално, туку и законски никој не може да добие прекина работниот однос поради технолошки измени како што е во стопанството. Сосем е сигурно дека ние го бараме тоа средно решение меѓу аристократизацијата на образованието и воспитанието и неговата неконтролирана либерализација. Така сме се договориле во ова наше самоуправно социјалистичко живење. Но тоа е и најтешкиот пат. Веројатно, затоа што е најдобар. Затоа и е потребна постојаност и сериозност во остварувањето на основните потреби и барања на насоченото образование. Затоа, колку кадри и од кои профили и се потребни на нашава република, се уште не е јасно. А меѓу другото, тоа е тема за расправа веќе со години наред. Примерот од емисијава е еден од ретките во рамките на оние 15% што ја одговориле на Републичката заедница за насочено образование дека го прифаќаат општествениот договор. И за жал, меѓу тие 15% се наоѓаат само помали и помалку познати работни организации. Слична е состојбата и кога станува збор за средствата. Како ќе се приберат и на кој начин ќе бидат поделени. Кај истиот оној пример во емисијава што знае до крај колку кадри ќе му бидат потребни по 10 години, представата за финансирањето во насоченото образование е нејасна. Таква е состојбата со финансирањето и остварувањето на генералната политика во насоченото образование, особено кога ќе се допре до нивото на општината. А во таков случај, многу малку вредат концептите како што е, например, оној на Републичкиот завод за насочено образование или пак кога тој ќе биде направен за високото школство. Стана збор и за сакани и несакани професии. Ги има и едните и другите. Затоа и има толку многу правници и економисти во високото и средно образование или, например, механичари во областа на занимањата. Сите општества за идеолошкото и секакво друго воспитување на младиот дел од себе обрнуваат посебно внимание. Затоа е од особена важност воспитувањето на воспитувачите, на наставниот кадар. Оттаму доаѓа и неопходноста наставникот и професорот да ги префрлиме колку е можно побрзо во саканите професии, како и сите други кои се наредени во несаканите. Воспротивно, веднаш ќе ни се врати тој толку често споменуван бумеранг. И тоа ќе се врати со контраудар.